колеги, врска се тоа, поканувам председател на Събранието, господин Павел Гашев, и се анализува да претензираат конституционната базована на факти. Ја поздравувам нивната посветеност, професионалност и упорност да развиваат програми што се современи, интерактивни и смислени. Посебно ми е драго што оваа иницијатива се реализира во координација со образовните институции и со поддршка од меѓународните партнери, а во процесот се вклучени и наставници од различни средини, затоа што токму вие најдобро знаете што функционира во училница и што им е потребно на учениците. Не се додаток, тие се основни граѓански компетенции. Со вакви курикулуми ние инвестираме во отпорноста на демократијата, во способноста на следната генерација да разликува фактот мислење, доказот предпоставка и јавен интерес од сензационализам. Овој пилот пристап е мудар чекор. Тој ни дава можност да учиме во движење, да видиме како се применува, што им помага на наставниците, што ги мотивира учениците и како програмата може да се унапреди. А ние, како институција, сме подготвени да дадеме поддршка институционална, организацијска и комуникацијска. Да дебатира и да градат аргументи. Ви благодарам што сте дел од оваа приказна. Што е значајна синергијата меѓу формалното и неформалното образование, што да промотира токму овој курикулум. Училницата повеќе не може да биде изолирана средина на теоретско знаење. Таа мора да се отвори кон практичните искуства, теренската работа и реалните општествени контексти. Со локалната заедница и со институциите. Преку ваквите активности, учениците не се само пасивни приматели на учењето, туку и активни учесници во неговото создавање. Во таа насока, ја поздравувам определбата на овој курикулум да се реализира преку пилот пристап. Пилотирањето не е само техничка фаза, туку тоа е суштински механизам за напредување на образовните политики. Тоа возможува тестирање на концептите во реални услови, идентификување на предизвиците и нивно системско надменување врз основа на докази и искуство. Тие се исклучително значени и ве молиме токму на тие делови да обрнете внимание. Голема чест и задоволство ми е да ве поздравам во Домот на демократијата. Тоа е многу важно. Председател каже претаричката ова е Домот на демократијата и да зборуваме како преку образованието да придонесеме за натамошно јакнење на демократските процеси во државата, но и меѓу младите. Неодамна добивме признание од Советот на Европа дека Македонија е зрело демократско општество. Исклучително многу важно за вие тоа да го спознаете и да продолжиме сите заедно во исправец. Ова веќе го спомнавме. Тимската работа и диалог кои генерираат функционална демократија најдобро се усвојуваат кога се интегрирани во наставните програми. Во оваа насока, курикулумот за истражувачко новоинарство по предметот граѓанско образование, што денес го промовираме, всушност е вид на практична школа за демократијата. И ова веќе го спомнавме. И ќе бараат одговори, ќе работат во тимови и ќе создаваат новинарски текстови. Благодарност до Швајцарската програма за парламентарна поддршка и Парламентарниот институт на Собранието за подготовка на овој инновативен модел по граѓанско образование. Секако благодарност до самото собрание, чиј дел е Парламентарниот институт. Бирото за развој на образованието веќе го одобри
Овој проект за 8 и 9 одделение и веќе е на располагање на училиштата како незадолжителен, но јас се надавам дека ќе даде добри резултати и ќе го оправда трудот и во имена се повеќе ученици и наставници ќе го одбираат. To promote the introduction of investigative journalism and the civic education as a subject in your schools. This curriculum connects your education with real societal challenges. It encourages you to explore issues with your communities, better understand how institutions function, and recognize the essential role of the media as a democratic watchdog. This will actually make your civic education more practical, relevant, meaningful, and I would say also more interesting. These principles, you will find it easier to understand why asking questions matters, why facts matter, and why truth matters. Also, when enriched with theory and practical insights, into investigative journalism, civic education equips you to think critically, verify information, assess sources, and distinguish fact from opinion. In times when investigative journalism is under pressure globally, it is crucial that we support you in seeking the truth and insisting on transparent leadership. When elections, but also crises, emergencies, and social conflicts arise, journalists need to be at the forefront, making sure that they provide accountable and timely information.